Благодарам, председател. Благодарам за репликата, колега. И мора да ги споменуваме функционерите, министрите, градоначалниците, како на друг начин би можеле да ги критикуваме за нивното неработење или мајтапење, како што вие рековте. И ќе се сложам со вас и ќе дадам уште еден аргумент или придонес во оваа насока, кога се работи за аерозагадувањето. Замислете, градоначалникот на Куманово, општината од кој што јас и вие доаѓаме, Димитриевски, на прашање како ќе се справи со аерозагадувањето во Куманово, изјави вака. Вика, мерачот на аерозагадувањето е поставен во кругот на Кумановската болница. И пошто болницата се загрева на мазут, таа е еден од најголемите загадувачи на Куманово, јас ќе ја дислоцирам. И ќе ја стави вајде негде у планина и таму воздухот ќе биде чист и он го решил проблемот со аерозагадувањето. Тоа е мајтапење изјава на градоначалник. Видео има, да не ја пуштам сега тука да не се нервираат колегите од СДС. Ај што 4 години се власт во централно ниво. Ај што 30 години се власт на локално ниво. Ај што секоја година ветуваат гасификација на Кумановската болница. Ај што овдека, кога барав средства за гасификација на Кумановската болница за последниот буџет, излезе колешката, ајде да не именувам, не е тука од Куманово, и ми рече, готово, вика, завршена работа, вика, не знае бране, вика, не му кажале, готово ќе се гасифицира Кумановската болница. Еве 6-ти месец проаѓа од буџетов, абер нема да се гасифицира Кумановската болница, идат за некој месец грејната сезона, повторно, колега, ќе се загреваат на мазут и повторно ќе не трујат поради неспособноста на овие градоначалници кои што се мајтапат. Значи, по тој пример, ја ги повикувам и сите други градоначалници да немаат проблеми со мерачите, од локациите каде што им се сега, дислокација во Скопје на Водно, во Тетово на Шарпланина, на некои поубави повисоки места и немаат да имат проблем. И во право сте дека се мајтапат со граѓаните и крајно сериозна тема за вака да се дебатира, впрочем, дека е така, докажува молчењето на владеачкото мнозинство. Благодарам.